Здраво, Ива, како се чувствуваш вечер? Здраво, одлично, возбудено, горда на моето Куманово и на некои парчиња кои што беа дел од проектот, како модната креација најнова на Лара Иванова, што моментално ја носи. Тоа е моја мини промоција на едно ново парче и така убаво се чувствувам, возбудена сум. Можеме да забележиме дека сите ја гледаа Лара како модна икона, можеби затоа што ја носи вашата креација. Би сакала да те прашам кога започна љубовта кон шиењето и дизајнирањето на облеката и вашето мислење нели за креацијата на Лара? Мојата љубов започна уште пред 20 години, точно колку што и не сум овде. Тачно пред 20 години јас излегов од Куманово во Скопје. Така и започна сето тоа. Срцето овде ми чука нормално, бидејќи сум од тука. Од овде почнав да креирам и се преселив во Скопје и таму ја расцутив мојата фантазија. Но еве после 20 години се враќам овде. Како се чувствувам врска со Лара? Буквално јас и таа многу лесно соработуваме. Ја поканив бидејќи во моје Куманово ќе пее и велам мораш да носиш некоја моја креација, таа веднаш прифати бидејќи многу се почитуваме. Дојде и го одбра првото парче што беше изрежирано специјално за неа и таа веднаш го прифати, толку и легна и бојата и моделот и материјалот се и легна совршено и не се сомневам дека сите ќе се сложите со тоа. Се разбира, потполно се согласуваме со тоа. Ива, дали Македонија им дава доволно простор на овие таленти? Во врска нели со дизајнирањето, можеме да ги спомнеме и артистите. Што мислиш, дали Македонија им ја дава целосната поддршка во врска со напредувањето, например, на нашите простори? Почнувајќи од себе и ќе завршам исто со себе, не би можела да зборувам за другите. Јас секогаш сум поддржувала посебно млади таленти. Нормално во границите на мојата нормала, колку јас можам да поддржам, секогаш сум поддржувала и тоа може да го повторат, бидејќи секако со сите ќе земете интервју или пак приватно да прашате дека секој сум пробала на некој начин да го поддржам и сум горда на тоа, да. Ива користи многу пинк боја. Дали е нешто поврзано со childhood како боја или пак зошто баш таа боја? Па во последно време не ја користам многу, тоа веројатно оди и со зрелоста, меѓутоа никогаш нема да ја оставам, бидејќи никогаш нема да го оставам она дете што си го имам ветено дека ќе си го задржам од секогаш, од како знам за себе. Зошто? Бидејќи пинк бојата, розовата боја ми ја поддржува мојата фантазија. Едноставно започнав со таа боја. Подоцна сватив дека животот и не е толку розов, па еве моментално сум во црно, но имам розова душа. Нема никогаш да ја откажам нејзе. Фантастично. Ива, каде се гледаш себе си во наредните 10 години? Многу е тоа да се каже. Многу е да се каже 10 години. Јас сум уметник, фантазер и живеам за пократки временски, не правам планови толку долги, меѓутоа сигурно се гледам на некое скалило каде што не зависам од ништо, сум среќна, своја на своето, успешна во онаа фантазија во која што никогаш ја немам срушено, финансиски не би ставала никакви рамки, локацијски не знам, меѓутоа знам дека ќе бидам среќна доколку се сакам себе си, а на таков пат сум и се поддржувам. Ива, дали ќе може да ни откриеш во каков однос си со Тара Симов? Јас немам ништо против таа девојка. Понекогаш сум слушнала луѓе што ми праќале дека она има нешто против мене. Лично немам никаков одговор да дадам. Немам ништо лошо што да кажам. Однос никогаш не сме ни имале. Не знам ни дали ќе имаме. Низ улиците низ градот се слуша зошто на Тара Ива не ја понуди соработка, туку и наплати фустан од 1000 денари. Што би кажала и како би ја демантирала оваа вест? Па тоа не беше понуда од нејзина страна за да биде соработка, туку таа рече дека сака да си купи фустан и јас си направив попуст. И подоцна се заврши да таа ми должи, па да мора да ми ги врати подоцна. Малку непријатно да побарам од човек што требал да плати, а не го направил тоа во некој одреден рок наветено. Сепак стануваа збор за 1000 денари. Ива, кои балкански уметници ја носат вашата облека и кој би ги издвоила како, да речеме, твои фаворити? Јас сум соработувала со Теодора Джехверовиќ, со Ивана Николич, самите тие ми се понудиле, уште јас пред да ги слушам нивните песни, и тоа го имам како докази во телефон. Па можам и да ги одвојам нив две. Има многу кул девојки, посебно сега, посебно подоцна новиве што излагаат, навистина има прекрасни девојки.
Сите се прекрасни. Супер. Ива, колку беше тешко да бидеш во врска со човек од друга религија, со оглед на тоа дека во Македонија тоа се уште е табу тема? Каква порака ти би пренела на младата популација, може би што се наоѓаат моментално во истата ситуација? Религијата е нешто сосема релативно, кој како го разбира. Има многу луѓе што сметаат дека се религиозни, а не се. И обратно, најважно е да веруваме во својата енергија и во нешто горе. А како ќе го кажеме, тоа е само до нас. Дали било тешко или лесно, можам да кажам дека љубовта секогаш победувала. Се согласувам. Ива, дали ќе може во 3 зборови да ми го опишеш твојот пат до Париз заедно со Бурак? Во 3 зборови. Неколку пати сум била во Париз. Патот до Париз е многу лесен ако имаш со кого да го отидеш, да го поминеш и најубаво да си поминеш прекрасен, го обожавам Париз. Ива, ти благодарам за издвоеното време. Навистина ни е мило што си меѓу првите во овие ексклузивни вести и се радуваме што имаме таков талент на нашите простори како што си ти. Ти благодарам многу и имај убава вечер. Чест ми е и со среќа нека ви е новата телевизија и чест ми е што сум на почеток во дел од вашата успешна кариера. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.